Лизинг компаниите и оние кои продале половни автомобили, а не ги одјавиле во МВР најмногу, се жалат пред кривичниот суд поради казни стигнати од Safe City, а најчестите причини се поминување на црвено, неприспособена брзина и управување на нерегистрирани возила. Од Скопска единица информираат дека во текот на февруари, првиот месец кога почна целосно да функционира овој систем, поднесени биле 476 приговори, од кои 431 од правни лица и 45 од физички. По нив постапуваат 16 судии од одделот за прекршоци при основниот кривичен суд. Како најзначајни предизвици во тековниот период се издвојуваат приговорите поднесени од правни лица, лизинг компании за возила дадени на користење врз основа на договор за лизинг, како и приговорите од граѓани кои претходно ги отугиле своите возила, но истите не биле одјавени во Министерството за внатрешни работи, поради што им биле издадени прекршочни налози. Оние кои не ја прифаќаат одговорноста за сторениот прекршок, своето законско право да поднесат приговор до надлежниот суд го извршиле во законски предвидениот рок и по нивните жалби постапуваат судиите. Правосилна судска одлука се уште не е донесена. Сите поднесени приговори се навремено заведени во судот и согласно одредбите на Законот за прекршоци во утврдениот законски рок од 8 дена доставени се до Министерството за внатрешни работи за нивно произнесување, што представува неопходен предуслов за понатамошно постапување. Па заради тоа, до овој момент судот нема донесено правосилна судска одлука по сообраќајните прекршоци евидентиран преку системот Safe City, а по кои граѓаните или правните лица истакнале приговор. Инаку системот Безбеден град почнува да ги дава своите позитивни резултати. 24 февруари беше првото деноноќие, каде ниту еден возач не поминал на црвено светло, барем таму каде што следи будното око на Safe City, но додека дисциплината расте пред семафорите, другите прекршоци остануваат проблем. Полицијата секојдневно информира дека се ловат во просек 15 на возачи без возачка дозвола, со изречена забрана за управување возило или во алкохолизирана состојба.